Следува лекот за душата. Да. Во продолжение разговор со Зарина Првасевда, чувар на македонската традиција. Добро утро. Благодарам за поканата. Знаеш дека сакам така да те нарекувам. Да, многу убави епитети секогаш ми давате и за тоа ви сум многу благодарна. Да, но ти Ги ми даваш сигурно. и лик за душата, знаеш така. Да, со тој ангелски глас кој што ќе го слушаме во тек на разговорот, емотивно музичко патување кое ветува уникатно и автентично чувство на 28 февруари во Филхармонија по 2022 повторно. Да, јас неколку пати после мојот концерт во Македонската филхармонија, неколку пати сум имала концерти и се некако се погодува да бидат тоа концерти во Македонска филхармонија со странски изведувачи. Последен пат ми беше со, мислам дека со QRM квартет, француски квартет, всушност француски од музичарите кои се дел од квартетот се од различни држави од светот, но во Франција им е, да речеме, седиштето каде издаваат. А сега овој пат ќе бидеме со Барселона Балкан Gypsy оркестар. На моја огромно задоволство ќе изведиме неколку песни заедно и се надевам дека ќе биде едно убаво уживање за публиката која ќе биде присутна таму. Добро, автентично и уникатно искуство уште еднаш по она во 2022 година. Зошто се враќаат актерите на истата сцена? Па не знам, некако Филхармонија е една многу убава сцена. Мене ми е барем една сцена која ми буди убави чувства заради мојот прв концерт кој се случи таму. Сцената е убава, не знам, некако тоа дрвото ме потсетува на тие времиња за кои што јас пеам во музиката која ја правам. Така да, автентично ќе биде, велиме автентично затоа што јас сепак ќе останам во духот на традиционалната музика и ќе изведувам песни кои се од полето на традицијата и така натаму и така натаму. Така да, не знам, се надевам дека ќе биде многу убаво, ќе биде за мене различно искуство, бидејќи ќе настапувам со еден цел оркестар кој веќе има свој изграден стил, различен доста од мојот, она што публиката е навикната да го слуша. Меѓутоа мислам дека ќе направиме една убава спојка помеѓу она што јас го работам и начинот на кој тие го изведуваат тоа. За компатибилноста и за тренингот ќе зборуваме подоцна. Сега Барселона Gypsy Балкан оркестра. Нови вкусови, свежа енергија, има нова суштина. Овој состав има само еден балканец. Да, тоа се претежно луѓе од западноевропските земји кои што учествуваат во овој музички ансамбл, ќе кажеме. Активни се на социјалните мрежи, ги знаеме, на YouTube нивните перформанси ги следиме. Тешко или лесно е да се вклопиш со ваков состав на луѓе? Прво, како тие самите се вклопија и се нарекува Балкан група, а потоа како ти се вклопуваш со нив? Па, они сите живеат во Барселона, за разлика од Скопје или од Македонија, во поголемите земји како Франција и Шпанија, барем тоа што јас знам, вака што комуницирам со музичари и артисти од тие земји, има многу широк спектар на луѓе кои се интересираат за традиционална балканска музика и така некако се комбинираат. Мислам дека овој состав Барселона Gypsy оркестар е така создаден концепт кој е многу години веќе функционира. Јас ги следев уште и пред да биде Маргарита, сегашната пејачка која е сицилијанка, една прекрасна девојка, сладка. Италијанка, претходно има мислам дека е од Шпанија, Сандра Сагиао. Ги следев уште тогаш. И така некако им започна тој цел концепт. Ова што сега го работат последниве неколку години се доста активни. И е многу лесно да се приклучиш во ваков тим, каде што секој си има своја конкретна задача, си имаат неколку различни менаџери кои им ги работат работите и така натаму. За мене е одлично искуство за да видам како треба јас да работам. И сум среќна што ми се случува, затоа што
гледам како лесно и гладко оди целата таа работа, кога секој си има свое задолжение и кога секој си знае што треба да прави. Така да, јас комуницирам најчесто со Маргарита и Иван Ковачевиќ, тој е единствениот балканец. Значи ги споминаме сите: Иван Ковачевиќ, контрабас Србија, Алберт Енкаминанко, перкусии Шпанија, Жулиен Шанел, гитара Франција, Чави Пендон, кларинет Шпанија, Александр Сора, виолина Украина и Фернандо Салинас, хармоника Шпанија. Колку е инспирација за тебе, но колку е лесно и тешко од друга страна да се направи еден таков оркестар кај нас, во кој што секој ќе си ја знае својата работа. Да, како солисти сите ќе функционираат исто одлично, но кога ќе се соберат, тоа ќе изгледа перфектно. Кај нас во Македонија имаме многу голем благодат да имаме многу талентирани музичари, но за жал ситуацијата таква каква што е во оваа држава. Еве, јас ќе зборувам од личното свое искуство. Двајца од членовите од мојот ансамбл, за кои сметам дека се можеби едни од најталентираните на Балканот за тоа што го работат. За жал моравме да се збогуваме бидејќи се селат во други држави заради подобри можности и живот и така натаму. И тоа е нешто што мене лично многу тешко ми паѓа. Од друга страна, имаме проблем дека во Македонија се уште оној кој е главниот артист, тој е локомотивата и тој ги работи сите менаџерски работи, сите букерски работи. Тој гине, не само на сцената, за сцената. Тој гине, да. Сега тоа е прашање на време колку долго може да го издржи тој што ја носи напред локомотивата. Да претпоставиме дека Иван е... Во Барселона не знам искрено, не, во Барселона си имаат менаџери 4-5 кои... за Македонија. Зборуваме за наши услови, само за наши услови, значи, добро. Зарина, да. Така One man show. Да. Тоа е интересно до еден одреден степен, но во еден момент тоа станува, нели, како се отвараат портите, дека евентуално ќе се отворат за луѓето кои работат напорно, вредно. И така треба да биде. Да, ама суштина. Работата е дека во еден момент треба да пристапат ресурси кои ќе потпомогнат во таа работа. Сега во Македонија не имаме, сметам дека имаме недостаток на тие ресурси, на луѓе кои се бават сериозно со менаџмент надвор од Македонија, кои се бават со букинг надвор од Македонија. Зборувам Балканот и така и вака има луѓе кои се бават со Балканот во Македонија, но да видиме што е со Европа, да видиме што е со светот. Тоа се малце покомплицирани менаџерски работи. Еве, јас до сега со мојот бенд јас ги терам тие нешта и јас знам, можам да кажам, дека е исклучително комплицирана работа. Знае моето семејство, луѓето кои ме гледаат постојано, дека тоа е една исцрпувачка, тоа се многу мејлови, тоа се многу логистички работи и така натаму и така натаму. Ќе се радувам ако се појави некој човек кој сериозно ќе посетува настани, кој ќе конференции и така натаму, бидејќи да се бавиш со менаџмент надвор од Македонија, односно Балканот, значи многу голема пред се едукација, дека тоа не може секој да го прави. Мора да се посетуваат разни настани по светот, мора да се биде во текст со новите трендови и така натаму. Добро, еве направивме споредба како е кај Зарина, како е кај Gypsy Balkan Оркестра, Барселона Gypsy Balkan Оркестра. Колку постоењето на таков човек и таква структура му олеснува на уметникот да се концентрира на она што е негова работа, практично она што е негова. Тоа е неверојатно олеснување. Значи пред се пошто менаџерот се бави со работите кои се однесуваат на пред се на спонзорства, на такви работи кои несомнено се од логистичка поддршка на патување, се што е потребно се што е потребно, значи тој менаџерот прави се, артистот само треба да работи својата работа, односно да создава музика, да се грижи за музичарите, за тимот, да нели оние работи што артистот треба да ги прави. Вие имавте едно такво патувачко искуство до Манчестер, не едно исцрпувачко. Не, ова едно велам затоа што сега е тазе, ајде. Од крајот на минатата година. Исцрпувачко, но успешно на крајот. Дали тоа што
беше успешно на крајот, веројатно и ја смири душата, но данок здравието си плати на крај за исцрпувачкиот момент, но секако Дефинитивно Манчестер беше исполнување на еден од моите соништа и тоа што се случи во Мекс и покрај сите тие предизвици со кои се соочивме, јас сум на крајот многу среќна дека на крајот успеав сите музичари да бидат во Манчестер. До крај беше неизвестно дали ќе дојдат тројца или четворица, па тоа од мене како бенд лидер ќе бараше нови аранжмани, немаше многу време и така натаму. На крајот сите музичари се качија на сцена, излезе секако што беше планирано. И тоа е најважно на крај. Тоа е најважно на крај. Многу сум среќна и благодарна и на Бога и на сите луѓе кои помогнаа во тоа. Така да сега одиме кон нови сили, кон нови победи. Беше на Олд Трафорд на надпревари. Во 24 сати има време. Што попрво? Има време да направам тонска проба, да се облечам, да излезам на сцена и да се спремам за да се вратам за Македонија. Па добро, мене ми се исполни сонот. Јас се следев Македонија со Англија на Олд Трафорд, сега уште Сити Юнајтед или Юнајтед Сити. На секој да му се исполнува сонот во својот домен, добро. Зарина, твојот сон повторно ќе биде полн и твоето срце, душа и знам со оглед на тоа што не очекува на 28 февруари. Карти, билети, тој момент? Мислам дека билетите се уште достапни, мислам дека се уште има билети на МК Tickets. Да не ве излажам, треба да видите на социјалните медиуми, го имате кај мене да настано. прашаат во филхармонија, веројатно ќе Да, мислам дека го има и на билетара, ама и ако ме најдете на социјалните медиуми Зарина Првасевда, мислам ќе ги најдете сите линкови што водат до картите, така да ќе се радувам ако се видиме на 28 и ако си поминиме убаво време заедно таму. Што се ќе има на репертоарот? Сигурно ќе биде убаво. Со мене ќе пееме една нивна песна што мене ми е можеби една од омилените и ќе пееме 3 традиционални македонски песни, нема да ги откривам. Така да тие што ќе дојдат ќе си уживаат во нешто вакво. Инаку ќе ме прати Барселона Gypsy оркестра, значи оркестарот нивни. Се разбере Маргарита ќе биде со мене на сцена. И така, секогаш е некоја уникатна, така ќе кажам, изведба на некоја стара македонска традиционална песна и толку добро знаеш да ископаш во нашата традиција, како ли успеваш во тоа, не знам. И да сами ми доаѓаат. Сами, така, добро. И да изведиш некоја песна што ќе рече дури повозрасните, ќе речат заборавена, но во уникатно издание веројатно и се возобновува и полесно се пренесува на помладата генерација. Има едно нешто што ми е многу голема, така да кажеме дека е и одговорност да работиш со артисти кои не се од Македонија, а да направиш да ја засакаат традиционалната македонска музика и не само да ја засакаат, туку да ја почитуваат на начинот на кој јас ја почитувам. Затоа што за мене традиционалната македонска музика и секоја традиционална музика на било кој народ треба да биде манастир, затоа што тоа е едно сведоштво за културната еволуција на народот, на нашите предци, на моите предци. И се трудам секогаш да се обраќам кон таа музика со многу голема почит и да дури на моменти можам да кажам дека знам да бидам и конзервативна по однос на тоа како се вокално се изведува таа музика. Па не може поинаку, мора да биде конзервативно ако сакаме да биде изворно, нели? Да, има различни, тука може да се прават баланс, може да се прави баланс, мал компромис, ваму таму, меѓутоа јас се уште се држам строго до автентично изведување на традиционална музика. Како име на оние што те следат, а не се македонци, нашата музика важи за комплексна кога се работи за оние кои што не доаѓаат од Македонија? Што вели оркестарот? Па не знам што ме поканиле да пеам со нив. Мислам дека им е предизвик неспорно и неоспорно. Меѓутоа како се снаоѓаат рековме дека ќе зборуваме за тренингот и за адаптацијата. Како се снаоѓаат со моментот 7-8 и така натаму и така натаму? Луѓето од надвор имаат една друга етика во работењето, односно многу ретко и речиси никогаш, јас не сум се соочила со егоцентризам по однос на тоа кога им давам забелешка или кога им давам корекција во одредена работа. Не само што нема егоцентризам, туку има
како дај ми уште повеќе, кажи што имаш да ми кажеш. Дај сакам да научам. Просто неверојатно. И тоа е нешто од кое што многу учам. Имав многу голема среќа да работам со Куарем квартет, со еден прекрасен музичар Оливие Самулен, кој подоцна ме запозна со еден куп композитори, музичари и така натаму. И тоа е нешто што го воочувам во етиката на работа кај луѓе кои не се од Балканот. Мислам дека нам ќе ни треба уште малку време да го стигнеме. Верувам и знам и сум работела со луѓе и работам со мојот оркестар кои и тоа како се движат кон тие патеки. Меѓутоа е исклучително лесно кога работиш со таков тип на музичари кои имаат и високи образованија на нивниот инструмент, општо како композиција и така натаму, а сепак имаат една доза на понизност кога слушаат нешто што е автентично и за кое немаат доволно знаење. Имаат слух, пристапуваат со една љубов и со една почит и тогаш е многу лесно да се работи. Дека јас најдобро работам кога се чувствувам слободна, кога на некого му се допаѓа тоа што јас сум, мојата автентична природа. И тоа и во секојдневниот живот ми функционира. Значи, во последниве години тоа го научив и од последниве години сметам дека тоа е клучот на се што правам во животот, а тоа е да бидам автентичната верзија од себе и ќе се радувам и тоа ќе биде природна селекција на луѓето кои ќе ми приоѓаат, односно не на секого ќе му се допаѓа тоа што е зарина приватно или професионално, но ќе се радувам ако се одделат тие луѓе на кои што тоа им се свија и на кои што не им се свија и честно, легитимно и поштено е да се каже и да се нема потреба да има што го кажуваме народски лицемерно и така натаму. Нема потреба. Јас сум окей и на тој што не му се свијам, фала му многу. Подобро. Затоа и твојата музика звучи така како што звучи, затоа што е автентична и оригинална. И затоа се надевам. И се препознава. Тоа е за мене најголем комплимент, кога некој ќе ми ја препознае бојата на гласот, кога некој ќе препознае автентичност во музиката што ја работам, дека на крајот на краиштата јас немам не сум го учела тоа во школа, тоа сум јас едноставно, тоа ми е дадено од како сум се родила. Така да, ако луѓето го препознаваат ова, многу ми е важно исто така да чувствуваат, не само да слушаат, него да чувствуваат. Ако тоа се случува макар на еден човек кој што ќе ја слушне мојата музика, тогаш јас сум богат и среќен човек. Остани така. Отворена порта секогаш за твоите успеси, за твоите проекти и за концертот на 28 во Филхармонија. Блесни во полн сјај, а научени сме дека овој пролетен летен период ќе те гледаме на отворени сцени, да има повеќе такви за тебе. Амин. Благодарам многу. Така. Благодариме за учеството.